Даночниот експерт Павле Гацов е дециден во тврдењето дека барањето за линеарно зголемување на пензиите нема економска логика. Потсетувајќи дека пензијата не е социјална, туку економска категорија, чија висина зависи од уплаќаниот придонес за време на работниот стаж. Главниот виновник за малите пензии, според него, е малата маса на уплатениот социјален придонес за време траењето на работниот стаж на пензионерот. Во пракса се плаќа придонес за ПИО на минимална плата. Се плаќа точно 15 години и се одјавуваат работниците зашто ги исполниле минималните законски услови. Се пријавуваат работниците на скратено работно време за да се плати и половина од минималниот износ на придонесот, но кога треба да се користи бенефитот од уплатениот придонес за ПИО, тогаш се бара од масата пари на фондот за ПИО, кој и така дефицитно се финансира. Објаснува Гацов. Што ќе се случи доколку барањата на пензионерите бидат усвоени? Ако дојде до економски неоправдано зголемување на пензиите, ќе се зголеми дефицитното финансирање од буџетот, што за ефект ќе има зголемување на даночниот товар за сите граѓани, односно зголемување на дефицитот и јавниот долг, што повторно ќе доведе до одложено зголемување на даноците. Со ваква поврзаност на јавните финансии, парите што ги бараат пензионерите за своите внуци сега, ќе ги отплатуваат нивните внуци во иднина. Дециден е Гацов. Според Гацов, државата пропишала најнизок износ на пензија, кој се дотира од парите собрани од сите работници, но пропишала и највисок износ на пензија, за да остануваат пари во фондот, токму за дотирање на најниските пензии.